Господине Ристоманов, активистите против изградба на рудници во Струмице, но и во Југоистокот, како што и најавија, почна со собирање потписи за независни советнички листи во Струмица, Босилово и Новосело. Зошто се одлучивте на ваков чекор и имате ли апел до граѓаните за поддршка во однос на собирањето на потписите за да можете да влезете во локалните самоуправи како независни советнички листи? Повикувајќи се на уставно загарантираното право на секој поединец дека треба, може и обврска му е да биде биран и да бира, ние го користиме тоа право во функција на нашата веќе 4-годишна борба за спречување на идејата да се реализира тој фамозен рудник кој што го нарековме рудник на смрт. Поаѓајќи од едно друго правило кој што ни се сруши на глава пред 3 години, кога за да поставиме некоја прашање на разгледување во општините, ние моравме, за референдум зборувам, ние моравме да собираме подписи, како сега што собираме подписи, да се стави тоа прашање на дневен ред на советите во Босилово и Ново село за разгледување. За да не се случи тоа, бидејќи тогаш никој од советниците, нити од едната, нити од другата група, нити градоначалници, постоечките 20 градоначалници од Ново село, не сака да стават таа точка на дневен ред, значи изгорени од досегашната пракса, а во очи на една бура која што е најавена да се случува некаде пред крај на оваа година, календарска година, кога од некои гласини добивме информации дека Евромакс се подготвува, а тоа го гледаме и на терен, дека за старт или добивање некакви си дозволи од државата да продолжат со работа, решивме да се групираме, решивме да го дочекаме тој можен или неможен момент со цел да адекватно одговориме. Поаѓајќи од тоа што немаме апсолутно веќе доверба во институциите, гледајќи што се случува кога еден генерален секретар на владата, искусен адвокат, патем и бивши адвокат на концесионерот, случајно сгрешил постапката, па на управен суд се поништи одлуката за одзимање на концесијата, гледајќи како единствениот човек кој што вредеше, кој што имаше и свој интегритет и имаше свое човечко достоинство да си стои на зборот и рече дека ваков проект никој пат нема да поддржи, зборам за Ана Петровска, која на притисок од низините од дом, премиерот мораше да ја повлече, беше условен, така да гледајќи дека рударското лоби максимално ги користи сите негови ресурси, пред се најверојатно се размислува на секако можен вид на притисок, ние едноставно сме доведени до ситуација да го дигнеме нашиот глас, но сепак тоа да го направиме во рамките на законот, институционално, да влеземе во општините, каде што нема да се молиме повторно за разгледување на тие некои си прашања поврзани со рудникот или со екологијата воопште, каде што нашето искуство, знаење може да го преточиме во реализација на успешни проекти за доброто на сите во општината, во општините, се извинувам, тргнувајќи од тоа што живееме во еден црно-бел свет, кај што гледаме како политичките поединци во политичките партии ги користат партиите за своји лични потреби, а не и за мнозинство на граѓаните, решивме да го дигнеме и нашиот глас, да побараме поддршката од објективните гласачи, од сите кои што мислат дека заслужуваме да имаме еден, двајца, тројца или колку ќе одлучат граѓаните, нивни представници, кај што ќе можат нивните барања, нивните проблеми директно да влезат во општинските совети на разгледување и на решавање. Од тие принципи мислиме дека ние не се бориме против ниту едната и против другата партија, нити против
честните нивни членови. Туку напротив, туку мислиме дека ќе ги размрдаме и малку и нив, да и они малку поодговорно да работат, да они малку да се грижат повеќе, затоа што нас не ни е до правене политички кариери или до не знам политички поени да собираме. Затоа, лично јас можам да кажем и заради тоа беше и главниот мотив да се откажам од трката за градоначалник, кој што имаше некои си реални шанси во Ново село, но сепак ниту лично, ниту мене, нити на било кој од нас не ни е тоа нити работа, нити професија, нити сакаме да им се мешаме на политичките партии. Но кога они почнат да ни се мешат во нашите животи и тоа представува опасност по нашите фамилии, по нашите семејства, по обстанокот и иднината на општината, ние немаме избор, како и секој пат, во последен момент го дигаме нашиот глас. Во Државната изборна комисија почна постапката за собирање подписи. Имате ли сознание каков е одзивот и дали имате апел до граѓаните кои што сакаат уште еднаш како информација едноставно да им се обратите за да ја дадат таа поддршка да влезете и вие како една независна листа во трката на престојните локални избори? Па, имајќи во обзир дека тоа е нешто ново, морам да кажам мојот впечаток дека граѓаните по некој начин се плашат дури јавно да кажат, да излезат плашејќи се дека со тоа да не повредат некои не знам суети или некои партиски раководители, но сметам дека луѓето во наредниот викенд сега што предстои денеска, утре, недела па понеделник до 12:00, тоест до полноќ, ќе најдат можности да ги собереме. Тие не се многу подписи, 150 за Босилово и Ново село, 350 за Струмица. Сега за сега, јас сега доаѓам од Државната изборна комисија, дури сега поднесовме за Ново село, така да ние сме оптимисти, ќе ги собереме подписите и одеме понатаму, а другото до вербата на граѓаните ќе ја видиме на самите избори. Кој е оној фокус за кој што вие се залагате и доколку влезете во трката за советнички, како независни советничка листа, за што ќе се борите? За дали само рудникот и животната средина или ќе ги застапуваат интересите оние барања на граѓаните? Не. Пред се, реков уште еднаш, тој црно-бел свет сакаме да направиме таков како што е во природата, го гледаме во боја. Тоест разнолик, со секакви различни идеи, со различни предлози, со максимална толеранција, разбирање за сите во луѓе кои што имаат и тиштат проблемите. И веднаш ќе воведеме новини. Еве само една новина ќе спомнам и ќе го докажеме тоа дека ние не одеме нити за пари таму тие некои дневници што ги дават. Ние во Ново село зборам, сега не можам да зборам за другите, нели? Онолку колку ќе влеземе внатре во советите, проценуваме, имаме некоја проценка реална, но сега не сакам да шпекулирам, за тоа што не е благодарно. Колку и да сме, веднаш ќе донираме едно возило за собирање на ѓубретот и отпадот во општината. Ама веднаш, тоа значи веднаш, после добивањето на првата плата, или првата таа, не знам како се вика дневница, ако сме, например, ако сме ние, четворица, еден го следува неде 200 евра на месец, по 12 месец тоа се 2400, по 4 тоа се некаде околу без малку 10.000 евра, например, по 4 години тие се неде околу 40.000 евра. Ако е така, ние веднаш купуваме на наша сметка од истите пари, се задолжуваме кај банките и парите да одат за рати за исплата на тоа возило. И едно возило, например, ќе донираме во Подгоријата, да си биде целосно таму, едно ќе биде Сушица, Зубово и не знам кај ќе процениме, да подобриме начинот и собирањето на тој отпад, да ги изчистиме дивите депонии. Значи, не одеме нити за тие дневници да не обвинат некој, сакаме и тие средства да ги донираме за граѓаните, не ни требаат на нас тие пари, сакаме да воведем преку такви примери нов пристап кон решавање на проблемите, ново гледање и ново меѓусебно комуницирање во самите совети, а не како сега едните ако се за, другите веднаш се против и обратно. И затоа тапкат општините во место. Ние сакаме да воведеме нови принципи и малку да раздвижиме општините, да ги раздвижиме за доброто на сите.